гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Ахмети не си оди од политиката. Председателството на ДУИ заклучи дека се победници на изборите. Absolutisht nuk është humbje. Апсолутно не е пораз. Во 2 ноември играта почнува од 0-0. И лидерите од Вреди со повикот Тетово. Јас сум фокусиран на поддршката која треба да ја добием од моите граѓани во Тетово. Полните контењери главна грижа за граѓаните. Луци света една вечер. Веруваш ли не? Никогаш не било вака. Ова е невидена работа. Епидемиолошката состојба е стабилна, тврди Институтот за јавно здравје. Повик до општините за итно собирање на отпадот, дезинфекција и дератизација. Разрешениот директор на неврологија ќе добие лиценца ако помине 3-месечна обука со ментор. За да го потврди стручното знаење, ќе мора да полага и стручен испит. Европската унија не постигна консензус за користење на замрзнатите руски средства за поддршка на Украина. А во тема на денот, вечерва за изборната трка разговарам со Александар Трајановски, кандидат на Социјалдемократскиот сојуз за градоначалник на општината Аеродром. Останете со нас. ДУИ попладнево го свика Централното председателство на партијата во седиштето во Мала Речица. Поречи си една недела молк, лидерот на партијата Али Ахмети вели дека не се повлекува од политиката, од бројките покажувале дека тој е победник. Според Ахмети, трката во вториот круг стартува од нула. Во соопштението кое го испратија по состанокот, од ДУИ повикуваат на предвремени парламентарни избори веднаш. Касами пак по пораките од Мицковски ретерираше од повикот за поддршка на ДУИ, вели дека коалицијата го кажала ставот, а оттаму ги повикаа гласачите сами да одлучат за кого ќе го дадат својот глас. Во Тетово беше Тамара Дичевска. Итни предвремени парламентарни избори бара ДУИ. Ова е заклучокот од денешното централно председателство на партијата, од каде што оценија дека тие се победници во првиот круг од изборите. Имале повеќе гласови и за советници и за градоначалници. Али Ахмети нема да се повлекува ниту од политиката, ниту од лидерското место во ДУИ и смета дека не е поразен ни по 25 години учество на политичката сцена. ДУИ е победник на национално ниво, велат оттаму. Дали слушате кој победил? Зошто да се повлечем од политиката? Дали ги сакате резултатите? Одете во ДИК и ќе ги верифицирате. Ако можете да видите за 25 години дали имало еден пораз на Али Ахмети. Апсолутно не е пораз. Во 2 ноември играта почнува од 0-0. Пред да бараат предвремени избори, Али Ахмети треба да се запраша дали ќе може да се соочи со слободниот глас на албанците, кои повеќе не се плашат од него, му одговорија од Вреди. Абсурдно е Ахмети да се представува како победник на овие избори. По изјавата на Касами дека во вториот круг во Кичево треба да се поддржи кандидатот на ДУИ, премиерот Мицковски му порача дека коалициите треба да се водат по вредности, а не по етничка припадност. Денес Касами рече дека неговата коалиција има став по ова прашање, а ставот на Вреди е дека граѓаните треба сами да одлучат за кого ќе гласаат. Сите граѓани во Тетово ме знаат дека ја како градоначалник и во минатиот мандат бев градоначалник на сите граѓани без разлика на политичката, етничката и верската припадност. Во овој период јас сум фокусиран на поддршката која треба да ја добием од моите граѓани во Тетово, затоа што сега целиот ангажман ќе биде во тој правец, за другите теми има став даден од коалицијата Влево. Во првиот круг од изборите, коалицијата Вреди доби 5 градоначалнички места, додека ДУИ доби 3. Во вториот круг, двете коалиции меѓусебно ќе се борат за градоначалничкото место во Тетово, Гостивар и Боговиње, но од поддржувачите на нивните коалиции ќе зависи изборниот резултат во поголемите општини, како Кичево, Струга и Дебар. Тамара Дичевска, Сител телевизија. По независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, денеска и независниот кандидат од Могила се повлече од изборната трка. Сашо Пивковски во објава на социјалните мрежи, исто како и неговиот колега, информираше дека се повлекува од изборната трка во корист на ВМРО ДПМН, неговата матична партија.
ВМРО-ДПМН е мојата партија, мојот политички дом. Како нејзин член, секогаш сум се водел од идејата за чест, работа и почит кон луѓето. Така било и ќе остане. Ќе продолжам да го поддржувам сето она што е во интерес на граѓаните и на вредностите за кои се залага оваа организација. Понекогаш вистинското лидерство не се покажува само кога чекориш напред, туку и кога знаеш кога треба достоинствено да застанеш на страна, за да не му наштетиш на она што го сакаш и почитуваш, напиша Пивковски на Facebook. Исто како за Милосим Војневски од Македонски Брод, така и за Сашо Пивковски од Могила, од ДИК велат дека нивните имиња ќе се останат на избирачкото ливче. Избори на 2 ноември ќе има и во двете општини, бидејќи од Државната изборна комисија велат дека законот не познава откажување на кандидатурата, па дури и да поднесат официјално барање од Државната изборна комисија, тоа нема да промени ништо. Полните контењери се главен проблем за жителите на Скопје. Додека градоначалниците и кандидатите бараат помош низ државата да го исчистат ѓубрето, од комунална хигиена велат дека не виделе некој друг да работи на терен. Мартин Арсов денеска провери каква е состојбата на улиците во главниот град. Со булдожери се чисти ѓубрето низ скопските улици и тротоари. Општините меѓусебно се позајмуваат механизација, а помагаат и општествено одговорни компании. Исцедокот од насобраниот отпад останува и од него се шири неподнослива смрдеа. Помал дел од контејнерите по булеварите се испразнети, но во споредните улици и натаму стојат цели депонии. Купишта вреќи и ќеси со секакво ѓубре има и во строгиот центар, аеродром Кисела вода. Граѓаните се сериозно загрижени. Глупци шетаат навечер. Веруваш или не? Ете тука исто. Видовте глупци? Да, па старци. Како у центар тоа детенцето што е крста тоа. Ете и тука ги има. Никогаш не било вака. Ова е невидена работа. Овдека не сум видел кој собира. Треба сите да собираат, али прво комунална хигиена. Ова многу лошо, миризбата, што седиме тука, болести заразни, децата не е во ред. И од нас луѓето и од државата што дозволува вака да се прави нечистотија. Иако обврската за собирање и транспорт на отпадот и припаѓа исклучиво на комунална хигиена. Од предпријатието испратија соопштение во кое вела дека не виделе оти општините си чистат сами. Јавното предпријатие Комунална хигиена во текот на денешниот ден не забележа дека е подигнат отпад од страна на општинските комунални предпријатија во ниту една скопска општина. Се прашуваме дали на вистина и на кои локации се одвиваат овие активности. Нејасно е како само Комунална хигиена не ја гледа механизацијата што не е нивна, а секој ден ја работи нивната работа. Од управниот одбор на предпријатието тврдат дека се изгласани сите планови и програми, а реализацијата е обврска на директорите. Пред 10 дена го задолжиле директорот Рустеми да изврши сервис на возилата и да побара помош од останатите предпријатија, но од него немало никаква реакција. Неколку пати се обратили и до Арсовска. Повеќе пати досега испраќавме и дописи до градоначалничката каде што ја изразувавме својата огромна загриженост и алармиравме дека е неопходно итно да се пристапи кон решавање на проблемот со неповолната финансиска состојба на предпријатието и намалениот капацитет на собирањето и транспортот на комуналниот отпад на територијата на градот Скопје, а побаравме и разрешување на ВД директорот Сабахадин Рустеми. Од страна на градоначалничката Арсовска, освен навредливи обраќања кон управниот одбор, немаше ниту едно конкретно преземено дејствие со цел решавање на проблемите. Во меѓувреме, ѓубрето стана фокус и на изборната кампања за вториот круг. Кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица, Амар Мециновиќ, најави европски модел за преработка на отпадот. Откако ќе се исчисти сето тоа ѓубре, ние сметаме дека постојат иновативни научни методи кои веќе се користат во некои градови во Европа. Ние имаме стапено со некои странски експерти кои работеле со оваа технологија и има можност во град Скопје да се донесе технологија за преработка на комуналниот отпад во смеса која потоа служи за вадење на деривати на гориво. Градоначалникот на Центар и кандидат за втор мандат од СДСМ, Горан Герасимовски, на средба со директорите на основните училишта и градинките, договориле викендов да се спроведе повторна дератизација во сите воспитно-образовни установи. По изборите предвидени се и дезинфекција и дезинсекција. Ова што денеска го договоривме се реализира согласно усвоените кризни мерки на општина Центар за справување со потенцијални епидемии, заразни болести и појава на глодари опасни по здравјето, а во рамки на актуелната состојба со сметот.
МВР во вторникот доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Мартин Арсов, Сител телевизија. Од Институтот за јавно здравје велат дека епидемиолошката состојба е стабилна, но будно ќе следат што ќе се случува во наредните денови. Тие јавно ги повикаа локалните власти да го соберат сметот, но и да извршат дезинфекција и дератизација на терен. Министерството за здравство попладнево информираше дека ги прифаќа препораките од Институтот. Деталите ги има Александар Динев. Нема зголемен број на случаи со цревни инфекции, ниту граѓани со посериозни заразни заболувања кои ги пренесуваат муви и глодари, како резултат на преполните контейнери и расфрланиот отпад по улиците во Скопје, информираа од Институтот за јавно здравје. Тие за стабилна засега ја оценуваат епидемиолошката состојба во главниот град, но ситуацијата ќе ја следат на дневно ниво. И доколку забележиме некое зголемување, ќе реагираме со оглед на тоа што постои инкубацијски период за развој на болестите, треба да почекаме и да видиме одреден период дали ќе има некакво зголемување или не. Од тие за денеска излегоа соопшти мерки и препораки за заштита на населението, меѓу кои итно собирање на отпадот од страна на комуналните служби. Граѓаните и нивните миленици да избегнуваат контакт со расфрланиот смет и да одржуваат лична хигиена. Ако се во можност да носат маски и ракавици кога фрлаат ѓубре, а потоа задолжително да мијат раце. Препорачуваме и воредна ДДД, тоест дезинфекција, дезинсекција, дератизација, надвор од оние редовни рамки, доколку некој е во можност во периодот од општините, бидејќи тоа не е така едноставно, нели не е предвидено, треба да се најдат дополнителни средства, начин на кој што сето тоа ќе биде законски изведено, да најдат начин сето тоа нели да го направат и дополнително во периодов. Од Институтот апелираат посебно внимателни да бидат вработените во комуналните предпријатија кои го собираат сметот, задолжително да носат соодветна заштитна опрема. Овој проблем е мултидисциплинарен и мултисекторски, не е само проблемот со заразните бактериолошки бактерии, вируси и паразити, туку има и емисии на химикали, емисии на мириси и други гасови кои што не мирисат, но се многу токсични, така да носење минимум KN95 маска, заштитни ракавици и едукација на тие што било каква минимална повреда, дури и убод на рана да ја пријават, затоа што можеби ќе следи потреба од дополнителна вакцинација, дали е тоа за тетанус или овие вакцини што ги набројавме. Од тие заапелираат општините да обезбедат услови за селектирање на отпад, а граѓаните да почнат да прават селекција на сметот во посебни кеси. Александар Динев, Сител телевизија. Во меѓувреме продолжува изборната кампања, кандидатите за градоначалници денеска ги продолжија своите теренски активности. Веднаш постапувањето на функцијата градоначалник ќе пристапам кон ревитализација на ово прекрасно урбано место кое за жал го изгуби својот сјај во текот на годините. Ќе пристапам кон ревитализација на спортско-рекреативните терени и во соработка со Министерството ќе го вратиме стариот сјај на нашето прекрасно Крушино. Месечни ваучери за користење на вештачка интелигенција. Особено внимание посветуваме на младите кои не се вклучени во образование, вработување или обука. За нив креиравме програма за активно вклучување преку обуки, интерактивни работилници и волонтерски ангажмани. Дополнително за 50% ги зголемуваме стипендиите за талентирани ученици. Ќе им помогнеме на граѓаните редовно да ги одржуваат лифтовите и противпожарните системи, а истовремено ќе ги намалиме трошоците во домашниот буџет. Безбедноста на секој човек, секој семејство и секој дом во центар е наш приоритет. Со вакви мерки покажуваме дека општината е вистински партнер на граѓаните. Во тема на денот вечерва разговарам со Александар Трајановски, кандидат на СДСМ за градоначалник на општината Аеродром. Доктор Трајановски, добро вечер, добро дојдовте во Дневник. Добро вечер, Иван. Поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Успеавте да обезбедите учество во вториот изборен круг во недела на 2 ноември. Како сте вие задоволен од резултатите и поддршката од жителите на Аеродром? Видете, јас сум презадоволен од поддршката на аеродромци, затоа што аеродромци ме познаваат мене многу добро. Ја цел живот живеам во аеродром. Задоволна е општинската организација, така да изборивме еден втор круг кој реално беше доста оспоруван. Толку време збореа дека
апсолутно ќе не победат во прв круг. Не знам на што се темелеше тоа ветување, но сепак изборивме втор круг и задоволството е огромно и се надевам дека во вториот круг ќе имаме уште поголема поддршка. Но јасно е дека ќе биде тешко. Ја гледам разликата, повеќе од двојно е поголема разликата помеѓу вас и против кандидатот. Како планирате да се надополни оваа разлика во гласот? Видете вака, за мене лично никогаш немало ништо тешко. Тоа сум го докажал како директор на клиника за ортопедија, така и сега во општината. Како планираме? Планираме прво, ја мислам дека по излезноста, видовме дека има помала излезност него обично. Јас се надевам дека во вториот круг ќе има нешто поголема излезност, а и со она опозицијско, едно големо опозицијско движење во општина Аеродром, има голем број на незадоволни граѓани од актуелната локална власт и мислам дека ќе дадат поддршка на нашиот концепт. Концепт кој го форсираме, концепт кој го представивме 4 месеци веќе пред граѓаните на општина Аеродром, ќе се пронедат во тој концепт што ја мислам дека е добар за Аеродром и се надевам заеднички ќе ставиме крај на оваа локална власт. Да, гледам дека повеќето од оние кои што испадна од првиот круг се токму од тој опозицијски блок. Разговарате ли со некого веќе? Еве слушаме дека сите прават некакви комбинации, разговори, преговори кој кого ќе поддржи. Имате ли вие конкретно со некого разговор? Гледам дека ако ги добиете гласовите од левица, би имале двојно повеќе гласови. Видете се вака, моите анкети се теренски анкети. Ние никогаш не правевме анкети, јас реков дека не ни требаат анкети во општина Аеродром, затоа што ги познавам доволно граѓаните. Со сите против кандидати се познавам лично, дел се и од моje мало што се вика, така да со дели разговарав. Не е ништо официализирано, но сепак е разговарано и од сите добив поддршка во смисла на тоа дека ние гласавме за да има промени. Гласавме да има промени, така да мислам дека тоа ќе се преточи сега од оваа страна, затоа што пак ја ќе кажам, голем дел на граѓани што разговарав не беа стриктно политички определени за СДСМ и баш тие да ни го дадат гласот. Овде во овие наши скоро 7.000 гласа има и други политички партии кои гласаа. Така да ја се надевам дека тоа ќе биде потик за да можеме да мобилизираме поголем број на граѓани кои во вториот круг ќе ни го дадат поддршката. Разговарано е, пак ќе кажам, неофицијално, лично. Јас сум разговарал со голем број на граѓани од општина Аеродром кои се припадници на други политички партии кои рекоа дека ќе дадат поддршка затоа што се незадоволни од актуелната состојба. Да, тоа некако беше и фокусот на вашата кампања во првиот дел или пред првиот изборен круг. Се фокусиравте на она што не е ветено, а не било реализирано од претходната власт во општината Аеродром. Колку според вас тоа ви помогна да ја добиете оваа поддршка? Знаете зашто се фокусирав на тоа? Затоа што мислам дека граѓаните на општина Аеродром се високоинтелектуални личности. Прво мислам дека памтат и знаат да казнат, знаат и да наградат. Ја можам слободно да кажам дека нас не наградија со втор круг, затоа што препознаа тоа што не е направено. 4 години апсолутно имавме една програма која нема ни 3% реализација. Така да голем број од граѓаните баш заради тоа дадоа поддршка затоа што рекоа дека ќе понуди нешто доктор Треновски Социјалдемократски сојуз, нешто што е изводливо и што е реално. Тоа и во нашата програма го понудивме. Јас сакав само да предочам до граѓаните што не е отстварено, а во тек со тоа да предочам и што ние имаме да кажеме и реално ја представивме нашата програма, буквално 4 месеци работиме на тоа од мало во мало, зборевме со сите луѓе, со сите граѓани на општина Аеродром и сите имаа забелешки, а и нормално ги вметнавме во програмата, голем дел од тие си реални забелешки. Некако во фокусот ви беше и Лисиче, разговарате со луѓето таму на терен. Тие ли се незадоволните најнезадоволните во делот од Аеродром? Со оглед на поддршката што доби кандидатот на ВМРО во првиот круг, не би рекол дека се тие најнезадоволните, затоа што таму доби нешто поголема поддршка него во делот од Иако вие ги убедувавте дека таму ништо не е реализирано. Видете, ја не ги убедував. Реално граѓаните се доволно свесни дека не е направено таму ништо затоа што голем дел од тоа што е ветувано, велосипедски патеки, осветлување на патишта, сигнализација, булевари, мислам, тоа се нормални работи што мора да ги направи секоја општина. Не беа
реализирани. Легализација на дел град би таму доста голем број од граѓаните во населба Лис ќе се бунат за тоа. Нормално таа атмосферска канализација. Затоа сака фокусот да го дадам на нив затоа што во мојата програма има голем дел буквално за урбанизација на тој дел. Овој дел овде што го збориме ние на нов аеродром, тоа е доволно да се одржува, реално. Тука немаме некој маневар за големи проекти затоа што јас сум против да се гради неплански, затоа што тоа градење последните 20 години тотално се закрачи аеродром. Јас како градоначалник мислам дека тој дел треба да се одржува. Имаме прекрасни тревници кои се за жал се уништени, имаме прекрасни дворови, паркови кои се за жал уништени. Ја мислам дека тоа треба само да се одржува. На кој начин ќе се одржува таа зелена површина? Еве да речеме, аеродром ако има негде околу 120 до 130 метри зелена површина, гледате дека комуналното претпријатие кое е во општина аеродром не може да постигне, не може да ја одржува. Зашто ја го реков уште претходниот пат дека ние треба да донесеме аутсорсинг фирми, да го поделиме општина аеродром на неколку зони и секоја фирма да се одговорна за секоја зона. Значи секоја да има одговорност. Име и презиме да се знае кој е одговорен. Општината да биде надзор на све тоа. Да врши надзор, да видиме како е, што е, зашто, да се реновира, да се реставрира цела водоводна мрежа, да се одржува тоа, го памтиме аеродром ние. А реално за тоа го зборам, ова не е дека нешто што не може да се изведе. Аеродром бил зелен, бил чист. Така да јас можам едно само да кажам. По преземањето на градоначалничката фотелја, првиот месец ќе се насочам кон чистење на аеродром. Реално, тоа е нешто најосновно. Сега, ние 21. века збориме за глодари, збориме за дератизација, значи, нешто што е незамисливо за една сериозна држава. 4 години се таложат тие проблеми, 4 години се истура цело ѓубре и сега гледаме како се сите растрчани. Зашто? Затоа што има избори. Ја не се слагам. Не треба да е така. Ова треба да е константно 4 години да се прави, за да воопшто не се доведеме во ситуација граѓаните кога ќе одат на гласање да поминуваат и да рипаат купови со ѓубре. Мислам дека е недозволиво тоа. Ако не грешам, во аеродром тоа се случува со години назад, не е само последниот период. Сериозен проблем во општината Аеродром е и состојбата со Вардариште. Какви се вашите планови за Вардариште? Прашање кое што им представува, кој што е во фокусот на проблемите на жителите на оваа општина. Видете, значи 21 век збориме за загрозено право за воздух и за дератизација за глувци збориме. 21 век. Мислам дека стварно не дозволува. Зашто го зборам ова? Вардариште е проблем кој е децениски, не е само од сега. Да, може ингеренциите на општина Аеродром не се, за да може да преземе нешто во Вардариште, но сепак општина Аеродром може да прави притисок, така? Може да прави како општина притисок и до град Скопје, и до МВР, и до сите релевантни институции кои имаат одговорност. Второ, мора да ги зајакне инспекцијските служби. Сега знаеме дека доаѓа зимно време, ке знаеме дека се греат луѓето со голем број на материи. Така да мора да се зајакнат тие инспекцијски служби, да се види каде е проблемот. Мора да се посочи еднаш каде е проблемот, со име и презиме. Дали ќе биде тоа преку покренување на постапки или со притисок до институции, тоа ќе се решава во чекор. Имаме уште една недела кампања пред вториот круг од изборите. Која би била вашата порака до жителите на општината Аеродром? Зошто да го дадат гласот за Александар Трајановски? Видите, мојата порака до жителите на Аеродром е една. Како доктор цел живот имав кредибилитет. Да не може да ми влијае никој на моите одлуки. Така и како градоначалник имам кредибилитет да не дозволам никој да влијае на моите одлуки ако се за тоа засегнати граѓаните на општина Аеродром. Значи нема никогаш да работам против барањата на граѓаните на општина Аеродром, секогаш ќе бидам рамо до рамо со нив и можам само едно да ветам: честна, искрена и отворена општина. Ја ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот. Посакувам успех на изборите. Благодарам, Иван. Лекарската комора информираше дека за да ја добие лиценцата назад, разрешениот директор на неврологија ќе мора повторно да полага стручен испит. Деталите ги има Сања Димитровска. Разрешениот директор на неврологија ќе добие лиценца за работа откако ќе помине обука под водство на ментор и потоа полага испит за својата стручност. По снимката каде доктор Игор Кузмановски меша бела прашкаста материја и зборува за квалитетна дрога. Освен моралната осуда, лекарската комора и со дополнителни мерки за неврологот.
Како резултат на констатираните наводи и за да се гарантира заштитата на пациентите и интегритетот на лекарската професија, Комората покрај законски утврдените услови донесе одлука за преземање на дополнителни мерки. Имено беше одлучено дека доктор Кузмановски, за да може неговото барање да биде одобрено, мора да помине 3-месечна специјализирана обука под директно водство на ментор. По завршувањето на обуката, докторот ќе подлежи на испит за детална проверка на стручните знаења и способности, пишува во соопштението на Лекарската комора. Паралелно со ова, во комората тече и соопфатна процедура поврзана со неговото етичко однесување како доктор. Инаку, за работењето на Кузмановски има и комисии формирани од неврологија, а дополнително ќе формираат и дисциплинска комисија. Минатата недела доби и парична казна од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи со месеци прегледувал пациенти без важечка лиценца. Во текот на денешниот ден до нашата установа пристигна и решението од обавениот вонреден инспекцијски надзор од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од каде е посочено дека во врска со овој случај клиниката за неврологија е задолжена предметот на здравствениот работник во врска со личната и професионалната одговорност да биде преиспитана од страна на дисциплинска комисија. Истата дополнително ќе биде формирана согласно одредбите на Законот за здравствена заштита. Пред 2 недели снимките со доктор Кузмановски предизвикаа бурни реакции во јавноста, а неврологот веднаш беше разрешен од директорската позиција. Тој ја призна грешката, се извини за постапката со образложение дека била во моменти на слабост. Сења Димитровска, Сител телевизија. Фатон Љури, кој во јули годинава со мотор го прегази Југослав Николовски на пешачка патека зад владата, не се појави на денешното судење. Утринава од затворот во Шутка, судиката била известена дека Љури има стомачен вирус и му е дадена инфузија. Судиката Снежана Марковска појасни дека затворскиот лекар ја информирал дека ако има влошување на здравствената состојба, ќе побара Љури да биде префрлен и на лекување во клиничкиот центар Мајка Тереза. Тој на претходното рочиште призна вина, односно дека возејќи по пешачката патека удрил во 67-годишниот Југослав, ама негираше дека побегнал од местото на несреќата. Денеска одбраната требаше да ги презентира доказите од казнената евиденција за Љури, како и психијатриското вештачење со кој ќе се бара облажување на казната. Судењето ќе продолжи на 11-тиот месец, кога се очекува и пресуда за Љури, кој е обвинет за тешки дела против безбедноста на луѓето во сообраќајот. Министерството за внатрешни работи информираше дека се расчистени 3 измами со лажни сообраќајки во Битола, за што е поднесена кривична пријава против 53-годишниот БА од Битола, кој се сомничи за кривичното дело измама. Тој вчера со уште едно лице во 3 наврати измамиле 88-годишна битолчанка и 67-годишен битолчанец и се обиделе да измамат и 92-годишен битолчанец. Делото го сториле на тој начин што другото лице телефонски им се јавило и ги довело во заблуда дека нивни блиски направиле сообраќај на несреќа и доколку не сакаат да одат во затвор, ќе треба да им платат одредена сума на пари. Битолчанката на возраст од 88 години и 67-годишниот битолчанец им дале 54.000 денари, односно 900 евра и 22.000 денари, а парите ги земал прво пријавениот. Додека 92-годишникот, откако тргнал да ги однесе парите на договореното место, бил спречен од неговите сини СНА. По преземени мерки истиот ден вчера, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Битола го лишиле од слобода БА и при преглед кај него пронајдени се мобилен телефон и паричник со пари кои потекнуваат од кривичните дела. Со него е извршен службен разговор, при што тој ги признал делата во полициска станица, информира од Министерството за внатрешни работи. Бизнисот очекува новата такса за декарбонизација, која ќе ја плаќаат компаниите кои извезуваат во Европската унија, да биде сериозен удар врз металската индустрија. Новата такса за декарбонизација, која ќе ја плаќаат компаниите кои извезуваат во Унијата, ќе биде сериозен удар врз металската индустрија. Иако се уште не се знае колку ќе изнесува, од овој сектор веќе прават пресметки за колку ќе им поскапат производите и како да ги задржат клиентите. Давачката која наметна Европа, загадувачот плаќа, за почеток ќе опфати 5 сектори од земјава, кои од 1 јануари ќе плаќаат повеќе ако користат струја произведена од јаглен, нафта или газ.
Целта е да се намали глобалното загадување и електрична енергија да се користи само од обновливи извори. Во секој случај цената ќе биде оптеретена и компаниите, бидејќи за ова се зборува неколку години, треба и мислам се спремаме на некој начин да се соочиме со тоа. Тука што доаѓа до израз? Тука доаѓа до израз односот, партнерскиот однос со клиентот. Ако ти си имал претходно некаква додадена вредност да му понудиш и си развивал со години некаква партнерска релација, сметам дека не може да биде пресудно тоа што во секој случај цената ќе трпи, меѓутоа и секаде цената ќе трпи. Тоа ќе си биде домино ефект. Компаниите се пред сериозен предизвик. Зелената транзиција значи и повисоки трошоци. Затоа треба да се искористат придобивките од циркуларната економија, каде од отпадот, например, се произведува електрична енергија. Како целокупниот отпад кој што го креираме во нашето деловно и нашето индивидуално живење може да стане ресурс во креирање на следен производ. Сметам дека имаме доволно ресурси кои што го креираме во својот производствен процес и со паметно планирање на каков тип на ресурс треба да креираме во нашиот производ, можеме да овозможиме токму циркуларноста, зелената економија и одржливост. Како до подржлива енергија и поконкурентна економија, ќе се разговара на предстојниот саем Енерготехнома, кој ќе се одржи следната недела во Скопје. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.